Одличните резултати на кривополанечките средношколци постигнати на надпреварите во изминатиот период беа причина директорот да ги поздрави истите, вообичаено со прием на кој присуствуваа заслужните и талентирани ученици. Тој истакна дека успехот е плод на взаимната добра соработка професор-ученик, традиција која во континуитет се негува и дава резултати. Кој јас како директор сум крайно задоволен од моите ученици, се разбери и од колешките и колегите кои ги припремат децата. Ние фактички веќе имаме една долга традиција во тој поглед и може да речем дека успесите не се случајни, него успесите се резултат на едно така речем залагање прво и на учениците, се разбери и на колегите. Сето тоа на крајот тоа залагање дава резултати и тие резултати еве денес ги сумиравме со учениците и со колегите да видиме што постигнеме во овој период во текот на месец април. Најбројни се успесите од годинашното образовно рандеву кое се одржа на 22 април во Средното стручно училиште Михајло Пупин Скопје, во организација на Младинската асоциација на средни стручни училишта на Македонија, каде се надпреваруваа во 3+1 стритбол, пинг-понг, драмска изведба со јавно говорење и модна ревија. Одговорен ментор професорот Ѓорче Петров беше Владко Цветковски, а учествуваа 50 ученици и 10 професори кои постигнаа големи резултати во конкуренција на 30 средни училишта од целата држава. Во оваа пригода беа истакнати достигнувањата од регионалните надпревари по хемија, француски и англиски јазик и пласманите на државните соочувања. На нас е голема чест да го представуваме нашата школа во најдобро светло, бидејќи долги години се занимаваме со овој спорт, потврдивме успех и овој пат. Второ место во женска конкуренција, прво место во машка конкуренција. Во недела освоивме 2 втори места на државното првенство и се подготвуваме сега за балканско првенство наредната недела. Ова е наше прво надпреварување. Покрај силната конкуренција освоивме 4-то место и можеше да стигнеме до финалето. Значи, ние учествувавме на француските олимпијади на регионален надпревар во Куманово. Успеавме да освоиме 3 места, прво, второ и пето место. Со тоа ги покажавме нашите знаења со што се пласиравме на државниот надпревар. Само треба уште повеќе да вежбаме и да се покажеме што можеме. Имаше 6 региони, ние бевме на вториот регион. Од втора година имаше 16 пријавени ученици, меѓу кои само 4 помина на државниот надпревар. Меѓу тие 4 ние 2 влеговме. Дали ќе се подготвувате дополнително за државното надпреварување? Да, имаме уште 2 недели до државниот надпревар и се подготвуваме веќе. Минатата недела бевме во Скопје, учествувавме со драмската представа Сомнително лице на Масум 2016 и го освоивме првото место. Погледнавме неколку дел од другите представи и навистина беше голема конкуренцијата, но мислам дека нашата представа беше навистина предобра и пресретни сме ние што освоивме прво место. Милковски истакна дека во месец мај предстојат неколку државни надпревари каде кривополанечките средношколци ќе го представуваат училиштето и изрази надеж дека трендот на успеси ќе продолжи во иднина.